Денеска огромна чест ми е. Порано имав трема кои се обраќав во Мирковци кога почнав на старт од политичкава кариера во 8 години, неколку пати кандидат за пратеник. Ама денеска немам трема. Бидејќи стојам исправено пред вас, сакам да ви порачам неколку работи за овие избори. Бидејќи на 15-ти победата е во наши раце, заедно со коалицијата на обнова за Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, но и од помалите политички партии, Социјалистичката партија, Демократската партија на србите и Српска напредна странка во Македонија. Тие се нашите коалициони партнери во Чучер Сандево. Ќе покажеме како може сплотено, заедно, да го истрчаме ова и во оваа битка да извојуваме на голема победа и да му покажеме на СДС конечно кај му е местото. Во време на владење на СДС за Чучер Сандево и за Мирковци нема направено ништо. Единствен показател за владењето е оваа зграда позади, која што на криминален начин е приватизирана од наш објект, сега е приватна собственост на едно лице кое во тоа време беше председател на општинската организација и до ден денеска се мачиме да си го вратиме на селото и да заличи на место кај што ќе може да се собираме, кај што ќе може да се дружиме и да ги одвиваме сите активности како село со над 1000 жители. Значи Мирковци е второ по големина село. Но за таа работа ни треба помош од сите вас. Ни треба помош, не само јас верувам дека сите вие ќе излезете и ќе гласате на 15-ти, но ни треба помош да ги замолите и сите оние кои што се уште се двоумат дали ќе излезат на гласање, да не се двоумат. Можеби некој се плашал да дојде тука од оправдани причини, бидејќи е време на пандемија, време на коронавирусот. Јас како здравствен работник може да и порачам и на тие, нема потреба од страф. Гласањето е исто како пазарење во маркет, ќе се почитуваат сите протоколи од Државната изборна комисија, ќе бидат организирани на највисоко можно безбедносно ниво, затоа да не се двоумат, да излезат на 15-ти, да го дадат својот глас за бројот 14, за носителот на листа во изборна единица 2, господинот Владо Мисаловски, и еве ќе кажам за пратеникот Чучер Сандево, за Зоран Баевски, за мене. Не би должел јас многу, ние се гледаме секој ден, проблеми има, грешки имаме во минатото, сме ги правеле грешките, но секој што работи има право и да греши. За среќа грешките не се големи, затоа може да дојдеме, да поразговараме, ќе разговараме и барам од вас само да не бидете најголем партнер во иднина за политиката и после 15-ти. Бидејќи ние треба да бидеме блиску до секој наш гласач, но и до секој наш градинин, без разлика на која националност припаѓа. Сите заедно, како што кажа во Чучер Сандево, македонци, срби, албанци, го дадеме гласот за број 14 и да извојуваме одедно победата во Чучер Сандево. Ви благодарам на сите. Сега без маска, веројатно ќе ме препознаете. Доаѓам често пати овде, меѓутоа сега ми е посебно задоволство што сум присутен овде, заради тоа што сакам безрезервно да го дадам подршка на мојот драг пријател Владо Кендон, затоа што е тој носител на изборната листа за втората изборна единица на коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Што би можел да кажем? Прво, сите да се замислиме и да сватиме дека конечно, ако воопшто некои избори се многу важни, тогаш овие избори имаат исклучителна голема важност, историска. Тоа значи дека доколку сите без да станеме еден до друг, без се сплотиме и заедно на 15 јули, што помасовно излеземе на гласање, давајќи ја вербата за бројот 14 за листата на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија, ќе значи тоа дека сме спасили државата на данашната коалиција. Значи, или ќе биде Македонија, или нема да биде. Ако некому воопшто му значи Македонија, тогаш треба да биде свесен дека секој има одговорност за својот народ и за државата
дека е ретно да се одложи со излекувањето на изборите. Не смееме да бидеме колебливи, не смееме да бидеме плашливи. Јас имав такви ситуации каде што морав да се борам за својот став, да го покажам. Не мислам дека убеден сум во тоа дека често тоа го одработи за Македонија, за македонскиот народ, за сите граѓани во Република Македонија, затоа што не ја дадов поддршката за менување на уставот, односно името на Република Македонија, не ја дадов поддршката за бришање на идентитетот на македонскиот народ, за историјата, за културата, ниту пак ја дадам поддршката за менување, односно за бришање на јазик. Затоа што ако нема јазик, нема ни народ. Ако нема држава и ако нема народ, ние ќе бидеме само територија со некои си таму презимени граѓани кои што живеат на таа територија. Тоа не смееме да го дозволиме. Затоа, уште еднаш апелирам до сите вас. Мораме да бидеме свесни за важноста на изборите и мораме да дадеме поддршката сите за број 14. За Кенто, за РМ, ДПМН, за коалицијата обнова на Македонија и за Македонија, македонскиот народ и сите граѓани во Република Македонија. И за Срби, и за бошници, и за роми, и за турци, и за сите остали кои што живеат во државата. Сега стана збор за овој руиниран овде објект. Вие се сеќавате дека јас долго време наназад извршував една многу сериозна обврска во владата како министар за земјоделство и токму од овие причини ние во тие големи средства кои што се предвидени за земјоделството предвидовме некои си од 18 до 20 милиони евра годишно за програмата за рурален развој. Во таа програма за рурален развој се предвидени средства за адаптација, реконструкција на задружни домови на секаде низ сите села низ Македонија. Не знам каде све не се реализирани тие проекти. Но многу се од реконструкција на домови на култура, од реконструкција на задружни домови, од адаптација на селски площади и за разубавување на секое село, од поставување на канализација на водовод таму каде што нема, полски патчиња, па се до селски улици. Еве сега тој да може креото да се поминува по вашите улици. А тоа да знаете дека е грешка и на локалната самоуправа, заради тоа што треба да се ги заступи ракавите и да излезе во пресет на потребите и на барањата на граѓаните. Наша обврска и моја и на Кенто, од која ќе се го изрегулирате статусот на објектот, да се предвидат заедно со локалната самоуправа, прво да се изработи проект, заради тоа што е потребно тоа за да може да се интервенира во просторот, а преку Министерството дека ќе бидат обезбедени тие средства да може да заличи и објектот, и селото, и да можете да имате каде простор соодветен да се собирате, затоа што вие имате потреби за разноразни активности, кои што ќе можете да ги реализирате како во може да се разговара и за селските улички, тие не треба да бидат подолги од 1000 метри, од 1 километар, меѓутоа со повеќе проекти, тие што се најкритични може да се реализират во таа програма за рурален развој. Зашто да не заслужува и општина Чучел-Сантево да се интервенира. Исто така имате проблеми со водата, за наводнување на земјоделските површини. Ние веќе имаме уште одамна започнати активности, меѓутоа таа активност се стопирана за изградба во непосредна близина на една помала акумулација, преку која што би биле задоволени потребите на земјоделците за наводнување на земјоделските површини. И таму може да се интервенира и тоа не би требало да представува особено голем проект, заради тоа што ние веќе го започнавме, тоа Игор, Раговски и Среднок, дека тоа уште во 2014 година го потекна. Ама во меѓувреме многу работи се случи. Се случи да имаме нова влада, дојдена на нелегитимен, нелегален, неуставен начин, која што од државата видите што остава. Нам ни треба да дојде заедно со вас, со вашата доверба, во обновата и овде, и во Мирковци, и во Кучевишти, и во Бањани, и во сите села на територијата на општината Чучел-Сантево,
и заедно сите да ги засукаме ракавите за да можеме да кажеме дека тоа што сме го покажали на изборите е заслужено и врз основа на сето тоа, она што се ваши потреби, заедно со вас пак потpuno велам, за тоа што владата не треба да биде однародена од народот, напротив, треба да биде заедно со народот и со сите граѓани, да може да се реализираат сите проекти кои што се нужно потребни на граѓаните во општина Чучел Сандево. И се надевам дека моделите моето мислење, ова што ви кажувам не се празни зборови, јас до сега секому што сум уветил некоја работа, без оглед на цената, за сето тоа сум се обидувал и сум успевал во најголем број на случаи и да го реализирам. Но ќе ви биде многу драго кога ќе ја имам поддршката Кендо, заради тоа што со неговата поддршка на многу поедноставен и по-лесен начин ќе може да се следат сите работи. Имајте предвид дека треба да се направи урбанистички план, нов урбанистички план во општината, дека тој треба да се усогласи со Министерството за транспорт и врски, а таму Кенто е дека го спомен во својата област, за да можеме да се предвидат објекти, за да може општината да заживее, да не си одат луѓето надвор од Македонија, како да останат надвор, за отварање на соодветни угостителски објекти, одморавиште, за тоа што ова убавина е на 10 км од центарот на градот. Гаревата е да остане овака како што е. Ете, тоа е уште една обврска која што на сега се изјаваме. Впрочем, ние имаме изготвено проект обнова, во кој што нагласуваме дека се обврзуваме. Обврзувањето и самата програма не се празни зборови. Напротив, а вие за изминативе години, додека ние ја имавме можноста да раководиме со државата, не да владееме, да раководиме со државата, знаете дека многу работи ги има направени. За жал, овде остана на страна, иако е веднаш како Скопје, но има време, сето тоа што го имаме пропуштено да го преправиме. Ви благодарам на вниманието и на вашето присуство. Голема победа на коалицијата за Добро вечер. Ние се знаеме многу години, 90. Лјупчо беше министар за земјоделие. Ја да ви кажем, јас сум станал министар за прогнози. И затоа не се доведува прашање победа на ВМРО. Само да видиме со колико голема разлика ќе да победи. Сигурно е дека ВМРО ќе да прави влада. Тоа што го вика СДС, имаме поддршка од американци. За толку човек може ниско да се спусти и од улица меѓу обични гласачи да каже да има поддршка. Тоа и тие слуша, тоа се нивни негативни поени. Зошто ќе ме прашувате многу бевме? Бевме и кога видовме што се прави, како се ради. Значи имаме архивни писма, упозорававме премиерот. Тогаш прв пат кога го упозоривме, крена акција да се уништи Српска напредна странка затоа што не може да се раководи на Далечевски. Меѓутоа ние се одлучивме да останеме уз народ без оглед на функции, дадовме оставка на сите функции и еве заедно сме со вас. Најважно од све што е да победиме. А после кога ќе да победиме, дел по дел ќе се средува. Будите сигурни. Господин председател на општински комитет на Чучел Сандево знае како Српска напредна странка сега се екипира и мислим дека сме најачи од кога постоеме. И ние од наша страна ви ветуваме победа. Така на 15 навечер да славиме сите. Благодарам. Ај здраво живо на сите, фала што дојдовте. Може ли еден голем аплауз за Зоки и за овие луѓе што ги кажеме во зборови? Обично говорам за проекти, говорам за позитивни работи, говорам она што СДСМ го направи во изминатиот период, сега ќе пробам некои други работи да ги кажам, бидејќи имам можност Лјупчо да биде тука со мене, Драгиќ да се разбере коалицијата.
Љупчо е скромен, но издржа многу. Јас ќе кажам дека пратеникот Љупчо имаше терет врз себе да попушти, да го спуштат на земја, да го згазат, пробуваа да го згазат, но човекот остана срце планина. Иако е скромен, Љупчо, фала ти за се. Господ гледа. Вие не знаете, јас знам нешто, но знаем многу. Така да, Господ гледа, Господ дава на многу луѓе, нека и Љупчо дава многу. Тоа се вика храброст, се вика нешто што си ја сака Македонија. Љупчо, фала ти за се. Такви луѓе треба во собрание, фала што сте со нас во коалиција, што останавте до крај. Исто така, пред неизвестно време кога правевме коалиција, имавме една убава средба да се видиме и со Драгиша Милетич, со нивниот тим. Мислам дека се договоривме од прво, односно да почнеме да соработуваме. Идејата беше, доста е ова што се прави. Луѓето гледаат што се прави, добро е ова што го каже и нивниот председател дека неколку писма имаат пратено директно и до Заев, да не се прават сите овие идентитетски промени, она што е на штета на граѓаните, на македонците, на србите, на сите. Ја мислам дека ќе бидеме добар тим, дека ќе имаме добра соработка, бидејќи кај нив се и многу добри и вредни луѓе. И што повеќе сме вака како коалиција, ќе имаме подобри резултати. Но не е важна само политиката, да останеме пријатели до крај. Знам дека е време на пандемија, знам дека мора да носиме сите маски, да бидеме на дистанца, но ве замолувам овој пат најмногу да изработиме тука во Чучер Сандево. Знаеме дека не смееме да влагаме по домовите, но можеме пред дворовите. Да ги замолиме да ни ја дадат поддршката. Овој пат сме најсилни во Чучер Сандево, бидејќи имаме и јаки коалициони партнери кои имаат желба и енергија да ни помогнат. Имаме одличен човек кандидат за пратеник, кој ќе стане пратеник. И луѓе на крајот од денот, ајде да победиме, може ли? Јас ви мала должам многу, ќе оставам простори за вас нешто да кажете. Ако имате некој прашање или забелешка, само да ви порачам едно нешто, чуете го здравјето, верувате во ВМРО и овој пат гласајте за Македонија со своето срце. Фала ви на сите што дојдат. Има некои прашања, повелете слободно. Ако нема да победиме, може? Ајде.